По паузата која што ја направивме летово, студиото на Репортер повторно со своите гости. Како засевте на новата сезона, а и на моје големо задоволство, Дунавка Трифуновска, гостинка во студиото. Дунавка, здраво. Здраво. Ти благодарам што ја прифати поканата и што дојде кај нас во студио. Само за тебе прифаќам покана во петок да се нашминкам и да се облечам, иначе не. Тоа е добар комплимент. Петок ми е онака релакс деј. Да, ама за твој ден. Да. Баш ми е драго. И знам дека ја отвараш таа сезона. И мислам дека ќе отвориме со убав разговор, да, и дека ќе го задржиме вниманието на гледачите и на читателите на Репортер. Поводот заради кој што те викнав, а има многу поводи, меѓутоа ќе тргнем од ова што е сега деновиве многу интересно и актуелно, е титулата која што ја доби од самопрогласениот принц Стефан Черетич, принцот на Црна Гора, и тој вели вака, јас ќе прочитам за да не ја сгрешам, нели многу е непријатно да сгрешиш нечија титула, дама на сребрен медал на Свети Ѓорѓија за односи со јавност. Многу се пишуваш и се зборуваше овие денови за тоа. Можеш ли да ни кажеш за каква титула станува збор? Вака, сега мислам дека е неблагодарно да збориме за некој кој што не е присутен. Така. Иако имам право да зборувам за некој кој што го познавам и е наш фамилиарен другар. Значи, оваа средба на Стефан и неговото семејство беше апсолутно приватна и поводот беше крштавањето на неговиот син Константин во манастирот во Калиште од страна на архиепископот Стефан. И апсолутно поводот беше приватен. Така. Титулата ми беше изненадување и е чин на благодарност за многу проекти кои што ги имам одработено како чин на хуманост, а кои не ги споделувам со јавноста и кои што треба да останат нели само за мене. Инаку заедно со Стефан и неговата работа се поклопуваме во две точки. Првата точка е хуманитарната дејност, а втората точка е Обединети нации. Да тргнеме титулата на страна, да го спомнеме Владо Јаневски. Некако се крена голема прашина околу тоа, откако се појави нели во спотот на Владо Јаневски во новата песна, па имаше и еден твој статус на Фејсбук во кој што велиш дека Владо ти е симпатија уште откако си била многу мала, па некако некоја фотографија се појави, па сите те поврзаа со него. Со оглед на тоа што си личност која што секогаш е транспарентна кога ги кажува своите ставови, може ли малку да позборуваме прво како дојде до соработката со Владо за да бидеш во главна личност во неговиот нов спот? Ние се запознавме на Мис на Македонија, значи тоа беше 98 година, јас имав 17 години и тоа беше мојата прва ревија во животот на Мак Джинс. И беше Мис на Пролет, која што понатаму беше Мис на Македонија и тогаш во тој период новинарите активно беа вклучени во приказната Мис на Македонија. Так. Иако мислам дека таа мисца после идеше на друг светски избор, како иде, но имаше една многу пријатна атмосфера затоа што новинарите кои што тогаш го работеа проектот беа многу позитивни. И сите во целата приказна баш дишеа како едно. И Владо сам таа година мислам дека се врати од Евровизија. Од Евровизија 98, да. 98 година и мислам дека беше една недела, изборот беше една недела после Евровизија и така се запознавме, значи ние бевме клинки. Владо ваш идол? Владо беше наш идол, да, апсолутно. И ќе видиш дека сите девојки го сакаат Владо и сега кога се жени, ќе видиш дека го сакале од секогаш. Значи од почетокот на неговата кариера. До, не знам, до крај. Ја имам другарка од пред некое време, што се знаеме, и она никогаш не ги изразува своите чувства онака галантно као јас. Она вака, пошто ми е и вака ми вика. Со Владо сум пораснала. Доаѓаше во Куманово, правеше супер свирки и сме си поминувале да се бајле најбома на цел свет. И да си кажам, цел живот ќе го сакам. Значи, тоа е стилот
на публиката на Владо. Мислам, тој тип на девојки кои што едноставно кога сакаат нешто, сакаат за секогаш. Таква сум ја. Кога јас сакам нешто, сакам. Кога не сакам, тогаш не сакам. Можам да дам шанса како еден испит, но мене никогаш не ме лаже срцето. Мене срцето не ме лаже. Јас едноставно знам кој ме сака, кој не ме сака, кој каков однос има со мене и тоа е тоа. Луѓето кои што ми пристапиле искрено како ти, секогаш добиле многу. И пак не ми кажа како се договоривте со Владо да се појавиш во спотот. Сега ти кажам. Минатата година се сретнаме во Фламинго. Така. И преку наши заеднички пријатели. И после, знаеш, Владо е човек кој што никогаш нема ти признае дека те сака. Така. Нема јавно тоа да го каже. Ама ке те сака, значи сека е напред за тебе. Ама не е човек кој што јавно ќе ти каже било што. Значи, тоа го знаеш. Он ќе ти каже не. Жените за завршена приказна од мојот живот. Тој е негов стил. Иначе, апсолутно не е така. Значи, жената во неговиот живот е главната муза и инспирација. И ако човек малку прочепка во неговиот приватен живот, ќе види дека всушност он жената е велича, затоа и го сакаат жените. Так. Не бивме да говорени конкретно да работиме некој проект, туку се слушавме, знаев да ми се јавам така од време, он да ми се јави, ама јас секогаш бев во некој расчекор, а и он немаше, мислам дека ништо одработено последнава. Па да, подолго време Не беше присутен и случајно видов дека снима спот со Баната Мата. И викам, снимаш спот без мене, ма нема шанси. Добро, тоа личи на тебе, тоа личи на мене. Да. Јас знам точно да Така? ми замислувате приказна, да. И така го направивме со Бане сподот и со Владо, со тоа што Владо секогаш ме остава да видам тоа што ја сакам да видам. И зошто тогаш толку се крена прашина околу ова и зошто луѓе вове поврзаат дека сте во некоја љубовна врска? Па добро, не е тајна дека сме блиски ние и дека имаме љубовна врска, тоа не е тајна. Мислам, тоа е апсолутно, ниту пак Влада тоа крие, ниту ја. Значи, никој што ние не сме го криеле. Дали ќе излеземе од Милениум, од хотел или од Фламинго, или ќе се шетаме низ Охрид, низ Чарша, или низ Скопје. Мислам, тоа не е тајна. Мислам, ја не сум тип на човек кој што има нешто тајно, држи нешто тајно. Тука е мојата сила и мојата моќ. Јас не сум човек кој што чувам нешто во тајност. Ако има нешто официјално, тогаш јас сама го споделувам и го кажувам и тоа е тоа. И тоа е таа моја привилегија и тука лежи мојата моќ. Да. Имате идеја за некоја нова соработка, некој нов спот? Морам да ти кажам дека целата турнеја на Владо, значи од промоцијата па овие 4 месеци, беше блокиран. Тоа беше и целта, бидејќи слави јубилеј 25 години. И се изнажуркавме, се напеавме. Значи, си поминавме ова лето совршено добро. Мислам дека секоја... Како љубовници или како соработници? Ке морам да те и на двете нивоа. Да, Владо е совршен љубовник. Тоа се гледа. Така. Мислам, тоа е апсолутно. Тука нема што да се крие. И јас сакам кога новинарите како тебе ги величаат нашите и уметници, и пејачи, и звезди, спортисти. Мислам, ние имаме прекрасни луѓе. Луѓе што се прекрасни. Знам дека сакаат да збишувате за Џорџ Клуни. Тоа е све кеј. Уште нешто ќе те прашам само врзано околу Владо Јаневски, кога веќе го зборуваме. Откако се појави нели песната во која што и со оглед на тоа дека разговорот го правиме еве на неколку дена пред 30 септември, пред референдумот, Владо Јаневски се појави нели во спотот за Европска Македонија и некако се крена многу голема прашина околу тоа зошто се појавил во спотот во поддршка на референдумот, а претходно нели пееше во кампањите на претходната владеачка гарнитура. Го поддржа ли ти во неговата намера и идеја за да се појави во спотот? Да, сега ќе ви кажам зашто. Заради тоа што ние како нација треба да го напуштиме моментот дека владата и државата припаѓа на партија. Така. Значи, јас, Владо и сите други луѓе кои што
сме граѓани на светот и со документ, тогаш е важно да имаш титула, за да бидеш граѓани на светот. Знаеме, веруваме и тоа го живееме, дека сме граѓани на светот и дека ние работиме за нашата земја. Сите ние работиме за нашата земја, а не работиме за некоја партија. Партиите постојано се менуваат. Така. И ние секогаш работиме за нашата земја. Значи ли тоа дека Дунавка ќе гласа за на 30 Дунавка ќе септември? гласа за, зашто Дунавка сака да стане официјално европејка. Европејката Дунавка пред известно време на Фејсбук го поддржа јавно исто така и шефот на дипломатијата Никола Димитров, откако испадна онаа приказна дека неговата ќерка добила стипендија за студии во Холандија. Исто така не се јавно го поддржа на Фејсбук, дури кажа дека е европски шармер и дека го поддржуваш во тоа што го направил. Апсолутно европски шармер. Од каде сега па јавната поддршка на Никола Димитров? Јас секогаш поддржувам луѓе кои што прво немаат предрасуди, второ немаат заблуди и се граѓани на светот. Значи Димитров е вистински човек на вистинско место. Мислам, ако ти даде поддршка Меркел, ако цел свет ти дава поддршка, значи целиот светски джет-сет, целата светска дипломатија. Значи, не можеш ти да одиш со некој сценарио од минатиот век. Балканот треба да заврши со тие сценарио. И треба да се отвори кон луѓе кои што знаат и го живеат светскиот тренд. Во однос на се, не само во однос на студирањето на децата. Инаку, бидејќи сум, јас и мојот брат близко сме деца на... Ми го откри прашањето, докажи си сега, така. На родители кои што инвестирале во своите деца и во нивните факултети, апсолутно најважно е да инвестирате во вашите деца. Тука лежи клучот на се. Секаде никој нема да ве праша во светот во која партија си, која националност си или на кој јазик зборуваш. Тоа нема никој да ве праша. Значи, никој. Сите ќе ве прашаат кои ви се родители, ќе ве прашаат за домашното воспитување, ќе ве прашаат и за титулите на вашата фамилија. Тоа сигурно ќе ве прашаат, во тоа бидете сигурни. Сигурно ќе ве прашаат каде потекнувате. Дека си врзана со твојот брат близнак, тоа го знам. А исто така бев и морам да ти признаем изненадена кога те видов пред 2-3 години, веројатно беше на сајмот за венчавки, кога дојде во придружба на твојот татко со кого што искрено многу си личите. Се видовме на Виенскиот бал. На Виенскиот бал, односно беше, да. Не на сајмот, на Виенскиот бал. Венчаница? Венчаница на Зијане. Ете така, некоја со чипка, беше многу убаво изгледаше и првиот валцер го изигра со твојот татко и дојде со твојот татко. И тогаш го привлече вниманието. Глупаво е да те прашам зошто го избра татко ти како партнер, меѓутоа од друга страна ретко да видам некој од нашите јавни личности да се појави на некој таков настан во придружба на својот татко. Можеш ли да ми го блиска си со твоите родители? Колку со брати сте, близнаци, можеш ли малку да позборуваме за семејството? Зашто никогаш не забораваш да спомнеш дека ти си дете од фамилија и дека твоите родители секогаш... Не, ја немам фамилија, имам династија. Тоа има разлика. За династијата. Тоа има разлика. Так. Да, тоа има клучот, пошто гледам дека сите луѓе, особено тие што го движат Facebook, сакаат да го најдат клучот на успехот и на среќата. Семејството е клучот на успехот и на среќата. Значи, клучот на мојот успех и среќа е моето семејство. Јас имам татко кој што е супер човек, кој што ги сака убавите жени. Значи, он со мојата мајка си ме запознаено во Мусандра. Мајка ми имала ревија и татко ми е поканал на танц. Инаку се 7 години разлика. Мајка ми е повозрасна, татко ми 7 години. О, да. И ова беше интересно да се слушне. И после година дена врска, они влегуваат во брак. Так. Со тоа што во тоа време, нели добро и сега, нели фамилиите треба да се усогласат. Да, моите дедовци, таткото на мајка ми, таткото на татко ми, како некогашни функционери во Југославија, многу добро се
многу добро живеа и многу добро се согласува. И сето тоа понатаму го продолжија моите родители. И едноставно тоа е клучот на се. И моите дедовци со кои пораснав и мојот татко никогаш не ме воспитуваа дека во животот треба да имам дека ми се авторитет, туку дека ми се пријатели. Так. И јас затоа никогаш не настапувам дека некој ми е авторитет, туку настапувам искрено и како пријател. И тоа секогаш победува. Уште нешто сакам интересно да поразговарам исто врзано за тебе. Луѓето да живеат како модел, како манекенка, меѓутоа ти си фармацевт, сега ја работиш специализацијата, твојот брат е стоматолог. Од каде таа љубов и на двајцата? Таа е љубов од мајка ми. Така? Мајка ми потекнува од семејство, кој има спојно две работи. Дидо ми се пензионира како директор на сите градски библиотеки, бидејќи беше професор по книжевност на југословенските народи, а мојата баба беше исто стоматолог. Така. И мојата мајка е стоматолог и мојот брат, значи ние сме 3 генерации на стоматолози. А Дунавка Јас сум како фармацевт. залета во фармацијата, да не отиде во... Јас не сакам да бидам. Така. Јас точно знам што сакам и фармацијата, мајка ми секогаш вака ме гледаше. Има другарка што е фармацевт, најдобра. И ми каже, мама, фармацевт е занет. Прво е секогаш сигурен, втора професија што е светски призната и бидејќи јас бев меѓу најдобрите ученици во основно и во средно, не бев во Балица. Така. Не. Добри, не личиш на Балица. Не личам. Кога би стајала на учари, не би го имала тој впечаток. Да. Али бев меѓу најдобрите ученици во основно и во средно образование. Работиш во аптека, имаш твоја аптека на... Да, имам моја аптека. Така? Да, овие 2 години од кога добив титулата во Тајланд и кога почнав да работам проекти за Обединетите нации, го живеам мојот сон. Така. Да, и оваа година славам 10 години, прво како фармацевт, второ како собственик на своја аптека. Инаку не бев собственик јас, беше мојата мајка. Така. Сега го зема некако бизнесот. Сега и го зема приматот. Така. Приматот, да. И тоа беше мојот сон, да имам моја аптека. Сега сонот ми е нешто друго. Сега сонот ми е да работам во кризни подрачја, кои што се поддржани од Обединетите нации во Азија, а тоа во моментов е Мијанмар. Така. И многу ја сакам хуманата работа, иако тоа не го делам на социјалните мрежи. И сакам да го прошетам светот уште малку. После Тајланд, мислам дека бев во повеќе од 20 земји. Ми се случаја најубавите работи во животот, најубавите љубови. И сакам тоа да трае уште малку. Аптеката ќе имам во едно ново руво, во една нова приказна и со еден нов тим. Али не ми е приоритет, морам да признам, уште малку. Сосема за крај гостев Тајланд, Да. за кој што велиш дека од тогаш почнуваш да го живееш твојот сон. Се појави тогаш на изборот за убавина. До ден денес остана запамтено на твоја... Да, I love Macedоnia. Не е тоа I love Macedоnia, се извинувам. Како беше, извини? Не е тоа I love Macedоnia. Ајде поправим. Не, тоа не е. Значи јас таква изјава немам да, но тоа вие како си ги разбирате, не ништо друго. Не значи, важно. вака беше приказната. Не, многу е важно. Сега ќе ви кажам што е разликата меѓу овој тип на избори на убавина, кои што се под покровителство на Global Beauty, и изборите за убавина кои што си ги прават приватни лица, менаџери, бла, кои што јас не ги поддржувам. Значи, изборите на убавина се под покровителство на Global Beauty и Обединети нации. Така. Тоа е референца и франшиза светски признаена. Вие со таа референца и франшиза понатом станувате граѓани на светот. Тоа е едната работа. Втората работа, на овие избори за убавина ние имаме испити. Значи, ние полагаме испити на персоналити, на сценски настап, на однесување,
на бонтон и на се останато. На интелигенција имаме тест. Тоа е испит кој што ние го имавме за сценски настап. Значи, тоа воопшто не е официјален, официјален настан. Значи, тоа е испит за сценски настап. И бидејќи во Азија, за Македонија никој не знае и не знаеше, целта на проектот, кој што беше под покровителство на принцезата на Тајланд, ете имам проект кој што е под покровителство на принцезата на Тајланд. Пак некоја титула. Не, тоа се шалам, сакам да кажам. Не, сега ќе ви кажам што е приказната. Значи, тие луѓе ги поддржуваат тие проекти неубавено. Тоа што Балканот не го прави, го прават останатите континенти. Значи, тоа е тоа што му фали на Балканот. Значи, да ги поддржи децата кои што сакаат да бидат образувани, талентирани, убави, кои што сакаат да пливаат, да спортуваат, да свират виолина и сето тоа. Тоа е оно што ме недостасува на Балканот. Значи, да ги симнат политичарите од врвот и да ги стават уметниците. Тоа е тоа што го прави светот, а овдека на луѓето им е чудно кога ќе победи убавината и уметноста и спортот, како на пример сега во Хрватска, а политичарите нема да победат. Тоа е таа борба која што постои на Балканот и која што на сите останати континенти е воспоставена. Дека тоа што може да го направи светот на убавината, на модата, на спортот, на песната, тоа политичарите не може да го направат. Еве, има политичари, но колку време ние чекаме за да дојдеме до сега до една ваква светска отвореност, да имаме пријатели. Значи, тоа се 27 години, вие во 27 години ќе ви помине пола живот, така? Така. Ево, тоа е, тука е тој феномен кој што на Балканот недостасува и сега ние кои што го движиме тој феномен, на останатите генерации нема шанси. Невозможно е тоа. Сосема за крај. Се исплатеше ли, вредеше ли Тајланд? Промени ли нешто, односно, самата велиш промени многу работи во мојот живот Тајланд. Се исплатеше ли одењето во Тајланд? И што било која девојка која што сака сега да отиде, што нема ни една девојка која што има отидено на светски избор, зборам избор со франшиза и поддржан од Global Beauty, треба да биде свесна дека може да го промени светот околу себе и во себе. Апсолутно може. Само треба да биде храбра. Ништо. Јас го промени својот свет за повеќе од многу повеќе од колку што очекував. Знам да бидам фатална, да, имам црвена линија, особено знам да бидам фатална за луѓе кои што сакаат да зборат за мене, не ме познаваат. Така. За луѓето кои што се градски и кои што не познаваат мојата фамилија и кои што го живеат градот, е окей. За останатите, значи јас никогаш не делам, луѓето сами се делат себе си. Секогаш треба да знаат дека било каде да отидат во светот, секогаш ќе има некој што е пред нив. И кога ќе дојдете во Скопје, и кога ќе излезете во град, секогаш ќе има некој што е пред вас, што бил тука. Значи секаде во светот има некој ред кој што треба ние да го почитуваме и почитувањето е најважно од се. И тоа е нешто што ние тука треба да го научиме и се надевам кога ќе станеме официјално европејци и граѓани на светот, не на Европа, граѓани на светот, ќе научиме да се почитуваме и ќе научиме дека не е важно дали припаѓаш нека политичка партија или дали кој јазик го зборуваш или која националност. Не. Важно е дали си човек или не си човек и дали семејството ти е приоритет или не ти е приоритет. За мојот успех единствено можам да му се благодарам на моето семејство, особено на мојот татко. Заради тоа што отсекогаш ми дал слобода да го изберам оно што го сакам, дали е тоа во однос на љубовта, дали е тоа во однос на професијата, дали е тоа во однос на манекенството, и тоа е многу важно. Едноставно, најважно е поддршката. Тоа е се. Ти благодарам на убавиот разговор и ти благодарам на искреноста пред се во разговорот. Ти си секогаш искрена, знаеш да ми се јавиш и
да направиме некој Прашам, кажеш проект. срце без себе, вистина ова или не? Да, Дај да. пишеме нешто. Да, инаку водната сензација, веќе кажам, шина сензација која веќе сте филмот на принцови и принцези, иако фейк порталите имаат своји принцези и принцови. Па никој не им замерил. Иако се локални, Так. а во светот се непознати, например. Но секогаш е подобро да ми се јавите, ќе ви Так. дам ја сензација што е многу поголема од било што друго, заради тоа што сум човек кој што сакал ли некој ги движи тие приказни. Ти благодарам уште еднаш за гостување. Ти благодарам на тебе.